ogromna čest. Особено, ako видиме како гледа, како ден станува збор, како голем празник наш. Така, во очи на Свети Климент Охридски, заштитникот на Охрид, нели Охрид има посебен дух, обично тоа го велат уметниците, верувам и ти го имаш почувствувано веќе. Секогаш инспирирана кога сум во Охрид. Најрелаксирано се осеќам, најкако дома се чувствувам така природена, некако секогаш. Така. Илина е добро познато име во Македонија, но и надвор од Македонија. Основно нели училиште се завршила тука, средно заврши тука, но сепак се одлучи да се дообразуваш во Италија. Може ли малце за твоето образование, зошто ја одбра Италија? Италија одбра затоа што италијанскиот балканто репертоар најмногу ми лежеше, односно најмногу на тоа сакам да се концентрирам. Што од малечка знаете дека ќе продолжам чисто крвна опера, иако ми интересираше музиков и останато. Таму мислам дека во улуката на операта најдобро се дообразував. Сега сум се уште таму, ќе дипломирам некаде во октомври. Во Италија се стекнав со многу знаење, не можам да кажам дека не е. Сум имала многу концерти во Италија, сум имала многу можности, опции ми се дадено, благодарна сум на мојата професорка која што имам во Италија, благодарна сум на сите професори со кои што сум студирала. Еве конкретно од твојата бранша, значи и соло пеење и општо со музика, оние кои што се занимаваат и одбираат Италија, нели? И предмалку споменавме дека доста македонци има таму. Има навистина доста македонци, балканци. Некако морам да призам дека со менталитетот не сме далечни, кога сме блиски. И со уметноста, и со културата. Толку региони, сепак е Италија. Македонци има навистина, има насекаде, но и навистина имаме добар успех во Италија, македонските студенти. Сите кои што сме навистина сме факултетот наш е гордост собрано македонските студенти кои што ги имаме. Подготвена ли си за вечерва? Знам дека вежбаше во склоп на Охридската гимназија, значи ти ги отстапија просториите. Тука има добра акустика, верувам дека ти се... Многу сум длабоко им благодарам на гимназијата Свети Климент што ми овозможија да вежбам, да се да биде чувствувам што сум спремна благодарение на нив. Да не беше кабинетот музичко во гимназијата, малку потешко дека ќе се спремавме. Благодарам на директорката Светлана Велковска. Секако најважно, и благодарам на Општина Охрид, благодарам на градоначалникот Кирил Пецаков. И многу голема чест ова за мене. Вистина, за мене особено значење има Свети Климент. Крштевена сум на Плаучник, некако фамилијарен празник не е така. До душа не е фамилијарен, тоа е станува збор за таткото на Охрид, за штитникот на Македонија, штитникот на писменоста наша. И токму благодарение на мисијата на Свети Климент ја одлучив за една таква програма да направам вечерта на концертот. И тоа сакам да го спомнам. Ќе биде неконцентрирана програма, односно ќе се пее на повеќе јазици. Ќе има арии со песни од италијански автори, германски, ќе се пее на англиски, на руски и на чешки. Така да затоа ја одлучив малку поразговорна програма. Верувам дека и Охрид и Македонија доволно ги промовираш таму каде што студираш. Има ли можност некаква и взаемна соработка и те да помогнеш кога веќе си таму, дали да се поврзат градовите, дали некако фестивалски да ги поврзиме па да направиме нешто поспектакуларно следната година со гости, твои колеги од таму тука и обратно? Така да. Јас студирам во Трст, сум имала и многу соработки со градот Рим, драг ми е како град. И всушност сум настапувала ова време плани, настапував на концерт, имав свој рецитал на фестивалот Концерти del Divertimento во Рим, за кој сум благодарна на маестро Анджело Филипо. Таму настапив со свој рецитал, кој што беше придружен на страна на пианистот Микеланджело Карбонаре, и што од самиот почеток разговарав, запознав прекрасни луѓе, сами да они изразија интерес да дојдат во Македонија, особено во Охрид, бидејќи има сушто прекрасни работи за езерото. Покажа интерес да дојдат тука, да имаат своји настапи, има и слушнато за надпревари, за настапи кои што се случуваат тука, за концерти. Покажа интерес, јас разменив контакти и се надеваме да работиме од сега па натаму се повеќе на збратимување помеѓу италијанците и македонците. Особено помеѓу градот Рим и градот Охрид, бидејќи на вистина има интерес. Има млади таленти кои што можат да служуваат и сакаат да се зближат.
Така, Илина, не можеме да не те прашам, кажа дека завршуваш ке дипломираш во октомври. Што по дипломирањето? Продолжуваш ли да се образуваш понатака, се враќаш ли во Македонија, остануваш ли некаде? Размислуваш ли веќе, имаш ли план? Да, не можам да кажам дека не размислувам, тоа би било лага, но дали сум 100% сигурна? Не баш. Или искрено, секако дека планирам да продолжам со студиите, бидејќи така го сметам за нешто кое што имам желба да се уште да учам, не ми е доволно, да кажам. И сакам да продолжам на мастер студија. Би сакала тоа да биде во Италија, затоа што мислам дека уште многу има што да земам од нив. Но секако планирам да творам во Македонија, планирам многу да оставам тука, најмило, пак ќе кажам. И било лага, ако не признам дека е најсвоја со чувство кога сум во Македонија. Рециталите, концертите кои што сум го направила тука, може би ми биле најдобрите, најдрагите. Еве, учам за концертот, јас вечера не се чувствувам, немам трем, чувствувам просто едва чекам. Да кажам. Од срце кажано. Кога ќе се вратам, кадаре ќе се вратам, тоа е нешто кое што се уште не сум конкретно го немам решено, но планирам да се творам во државата. Тоа е најдобро и многу ми навелат, одите, образувајте се, но сепак вратете се дома, дома си е дома. Да. Има ли Македонија таленти? На вистина има премногу. Македонија, цел Балкан, Македонија особено. Еве, морам да признам дека Македонија полна со таленти, младите луѓе заслужуваат да се даде шанса. Затоа сум многу сретна кога ќе видам млади таленти да прават концерти, настапи. Затоа сум многу благодарна што ми се даде шанса да имам јас пред себе така голем ден да настапам да направам и свој рецитал. Мислам дека е многу важно да се оправдаат младите таленти, затоа што се чувствуваат како да можат да створат нешто во сопствената држава. Но клучното прашање е колку државата прави за тие млади таленти. Сметаш ли дека треба да имаат поголема поддршка и за оние кои што навистина се издвоиле, а не се во можност да студираат надвор? За музичка уметност во Скопје лично имам сушто пријателство, што сум во добар контакт. Тоа не се на пониско ниво од моите колеги кои што ги имам во Италија. Во никој случај не се во пониско ниво од факултетите во Германија, во Виена. Никако. Тоа станува збор за подеднакво талентирани луѓе кои што дори можеби и нашите срца знаат подобро да искажат емоција во оперските арии, во соло песните, во било кој инструмент кој што го свират. Често пати ќе видам наш студент кој што емотивно, значи ретко кој може така да настапи во Македонија. Навистина треба и заслужува многу повеќе опции за да се прикаже. Нели не само млади таленти, ние имаме и доста добар наставен кадар, значи Дурловски, знам дека беше во негова класа. Кои други професори, кој кого се образуваше тука кај нас? Јас бев во приватната академија на Ане Игор Дурловски, имав чест да работам со Ана Дурловски, со Игор Дурловски, тоа се врнува на истина. Имав чест да работам исто со еден наш првен тенор, Бојко Цецковски, првенец на македонската оперна балет, професор. Професионалци во секој поглед, значи не само како талент, професионалци во секој поглед, како професори, не секој знае да се пее поеми, да предава добро, да пренесе знаење на студент, особено на помлад студент, на талент. Јас имав таа среќа, работев со Славица Петрска Галич, работев со Конца Богромова, Краповски ми беше посредно професорка. Сум имала шанса да работам со прекрасни имиња, кои што навистина многу има давно знаење. Имаш ли една порака до оние помладите кои што од тебе, значи оние кои што се на пресекот, да речеме, и те одлучуваат каде да се запишат, или без разлика дали ќе одберат музиката, било што, имаш ли порака до младите? Имам порака да бидат смирени, да не се смират ако знаат дека ова е тоа со кое што сакат да се бават. Ако имаат сила, ако имаат енергија, ако имаат пред се страст од внатре, ако имаат потреба да вежбат, ќе си дојде. Се што е нивно ќе си дојде. Треба да се сигурни дека тоа е патот кој што сакаат да го земат, особено ако сакаат да се бават со музика, бидејќи е многу пат, многу. Може делува како задоволство, но и е задоволство, но многу мокутата, многу тежок пат. Трнив. Да бидат трпеливи, да бидат многу трпеливи, да бидат сигурни во себе.
успешни, несигурни во себе, да знаат што се заслужуваат, да напорно да работат, никогаш да не престанат напорно да работат. Јасно, тоа важи за мене, сите. Да се пронаоѓам себе си до крај. Никогаш не престанувам да се пронаоѓам, себе си не може да ставам, особено ако си веќе. Мораш се подлабоко Да не се откажуваат или да го следат својот сон и пат. може малку се звучи клише. Тоа е тоа. Главно правило, не може без тоа. Кажавме дека си подготвена, ти посакувам многу успех и да те гледаме што почесто. Фала ви многу за интервјуто. Уште еднаш благодарам многу на гимназијата за шансата. Благодарам на Општина Охрид. На сите благодарам. Се надевам дека ќе да направам години за мене. Уште еднаш ќе повторам ова е огромно.